За деталите околу трчањето како спорт, разговараме со долгогодишниот маратонец Александар Кираџиев. За семејниот магазин Моето дете, тој објаснува како течат подготовките за еден маратон. Краток вовед само за Скопскиот маратон и актуелностите околу Скопскиот маратон. Лошата вест е што се откаже. Значи не се одржа на датата на која што требаше да се одржи, тоест 10 мај. Добрата вест, ако веќе во целата приказна бараме добра вест и се тешиме некако, е што Скопскиот маратон е одложен, односно не е откажен, и е предвиден за 8 октомври да се одржи. Тоа е еден вид дополнување на стимулото на што до сега го работевме во подготовките, дека имаме уште шанса да го покажеме на есен. Како професионалец на ова поле, ни кажа која возраст е најдобра и препорачлива за почеток. 7 години е некоја возраст која што може децата да започнат да спортуваат, исто и во трчањето. Со тоа што пак повторно ќе напоменам дека не треба да биде тоа класична атлетика, не треба да биде нешто класично компетитивно и децата од старт да го сватат како страв, дека нешто треба да се надпреварува, дека туку едноставно го сватат како спортски дух, како некое дружење, интересно нешто што ново се одвива во нивните животи, пред се дисциплина, деца кои што имаат веќе дисциплина да во текот на неделата го следат тој тренажен процес, да речеме 3 пати неделно и знаат дека понеделник, среда, петок или не знам вторник, четврток, сабота, недела какви да се одвиваат тренизите, знаат дека тогаш треба да бидат на тренинг и дека тоа е ден за тренинг, дека треба да се подготват. И тоа се дел од бенефитите кои што ги има секој дете влегувајќи во спортот. Александар зборува за тоа кои мускули најмногу се активираат со трчањето и дали е потребно да имаме многу кондиција. Тоа буквално треба да биде спонтано и низ дружба. Не значи дека сега треба да дојдат деца и да се растрчуваат натаму без никаква програма. Меѓутоа да биде спонтано, значи да не биде со некој влез на неделно ниво треба да има изработено 50 км, 30, 70, 100 км, туку тоа треба да биде баш еден вовед и да се стави акцент повеќе на брзина, развивање, моторика, координација и тие аспекти кај детето. Децата со секојдневно спортување или трчање се стекнуваат со многубројни придобивки. Самата, како што реков, моторика и координација која што ја развива детето преку трчањето, тоа е нешто што можеби во ниеден друг спорт не може како преку трчањето да ја развие. Понатаму оној порив, оној мотив кој што ги води кон компетитивност, да знаат дека треба да се изборат за некоја цел, особено во трчањето, тоа може да е изразито во трчањето. Знае дека нема тука местенки, ово е моје дете, ово е твое дете, па играј, па не играј и така натаму. Во трчањето се што ќе направи детето е чисто негова заслуга и знае дека се изборил за тоа. Александар пред нашата камера ги откри своите идни планови. По план ми е во иднина, во блиска иднина, заедно со мојата сопруга да отпочнеме секција која што ќе се нарекува Кираџиев тренинг системс Kids, односно за деца, помали деца, повозрасни деца во разни категории кои ќе бидат сместени и секако исто така планирам да бидат еден вид на костумизирани, индивидуални тренизи, да не биде тоа нешто превземено, украдено од интернет и понудено и ајде сега тренирате, туку нешто да биде костумизирано, индивидуално за атлетичарите, се извинувам за децата, затоа што сметам и многу по-паметни и по-стручни во оваа област луѓе сметат дека тоа е единствен начин да се напредне вистински, значи со вистинска структура и систематизација, не тоа да биде нешто нафрлано, кое што не води кон резултат. Друштвото на малиот Вања е вистинско уживање. Дали тој сака да продолжи по стапките на мама и тато? Кажи ми како се викаш и колку годинки имаш? Вања се викам. Имам 3 години. 4. 4 годинки имаш. И кажи ми, трчаш исто и како и татоите? Да. Сите вие кои се прашувате кога е најдоброто време за почеток, одговорот е сега.